кутијата што е затворена и избирачки список имате ли од факултетот? Тоа не сме ја што се земе заради заштита лични податоци. Ама како знаете тогаш со покава, како знаете колку ливчиња да изработите? Ливчината ни беа доставени од страна на студентскиот парламент од СПУКМ. Добро, а како студентскиот парламент на СПУКМ знае колку студенти има конкретно економски факултет? Па тоа е нивна, не знам, нивна очекувана бројка. Нивна очекувана бројка. Може слободна проценка, значи овде имате пропуст во процедура. Вие како студентски парламент за организирање на изборите треба да побарате од деканската управа да ви го издаде избирачкиот список, затоа што во спротивно јас ќе земам индекс од некој од економски факултет, ќе се ја променам сликата, ќе дојдам и ќе гласам тука. Од кај знаете вие дали добро, ќе го извадам тоа. Знаете дека може тоа да се случува и се има случувано во низа наврат. Ама на вашата слика треба да има печат од економски факултет. Добро, точно. Вие тој печат не можете да го добиете така, треба да имате заверено со место. Ќе извадам сликата да остане делчето второ на печатот. Вие толку детално гледате на сликата дали има печат? Да, сите слики имаме неколку случаи каде што сега се вратени студенти. Значи имаше еден случај мислам дека со слика, имаше неколку случаи што дојдоа како економски институт. Добро. Што смета дека со економскиот видовме немаат право да гласат. Да, ги вративме. Одлучува дека немаат право. Студентскиот парламент има одлучено дека економски институтите немаат право да гласаат. Како дојдоа двајца студенти од економски институт? Добро. Видов според печатите, според подписите од професорите, според главниот подпис од деканот дека нема право да гласат. Океј, само да знаете, облепеноста на кутијата овде, што ви има дадено на соката, таа е противправна, затоа што кутијата ви ја даваат бела и овакво, и прозерна, и ја имате и на изборите, збориме на централни избори, избирачката кутија е секогаш отворена. Ова укажува не е на ваша одговорност, ама вие бидејќи сте ја послушале наредбата, пак ќе оди на ваша одговорност, дека утре во оваа кутија може они да се стават колку сакаат од овие ливчиња. Не, тоа нема да го дозволиме ние, во никој случај. А за тоа, за ливчината што се залепени, вие треба да барате, мислам, отчет од изборната комисија на СПУКМ. Така? Може да ми ги кажете членовите на изборната комисија, председател го знам. Кирил Спировски одбива да ми ги каже. Јас не ги знам. Колку членови на тројца? Тројца или четворица? Молам. Не знам. Не знам колку точно. Имат над 500 гласачки ливчина. Избирачкиот список што треба да се земи од студентски прашања. Тоа е за заштита на лични податоци за студентите и не го дозволуваат. Сите матични факултети тоа не го дозволуваат. Поради тоа ние немаме тука и никакви списоци за идентификација на студенти кои гласале. А како може тоа да се одржи гласањето кога не знаете кој е студентот? Што кажа и девојчето може било кој да се друга фотографија да гласа. Да, ама печатот да реално ако го правиме муабет, печатот не се гледа. Се гледа. се гледа за Може само уште едно прашање? Може. Може ли да удрите печат за да видам од која година ви е печатот ваш? Бидејќи правен факултет има печат од 2015. Истото и овој печат од 2015. А зошто? По логиката беше дека изборите треба да бидат организирани од 2015 година. Добро. Така, сега поради тоа за да не дојде до дополнителни трошоци за изменување на 24 матични факултети на печатите, кои би коштало доста парични средства, се одлучи да се иде со истиот печат. Почитувани медиуми нема ниту едно образложение зошто не беа одржани изборите 2015. Значи, они изработиле печати, го дале тој трошок, а не ги спровеле изборите од 2015. Значи, тука треба УКИМ да се позанимава со финансискиот извештај на СПУКМ, кој што набавувал печати, а не спроведувал избори. Фала ви, дечки, за информациите. Чао, чао.